Денес, петок, убав ден, ден пред големиот празник, празникот на жената 8 март. И по тој повод и во таа чест Дом на култура Иван Мазов Климе од Кавадарци организира настан кој што го одбележува овој период на дејствување на ликовната уметност, а тоа е периодот кога почнуваат и размислувањето околу сите ликовни изложби, ликовни колонии и се што е ликовност во Република Македонија. Па така и ние како институција се одлучивме, значи ова година одбележувањето на овој голем празник да го направиме со една убава изложба на дела кои што беа создадени на ликовната колонија во Радовиш. Убава колонија, јас бев еден од учесниците и можам да се пофалам дека тоа е една од убавите колонии во Македонија, но околу импресиите и околу се она што се случуваше во Радовиш во тој период, ќе зборува покасно мојот колега Горан Боев, а околу самиот настан, зошто сме се собрале оваа вечер и се она што значи одбележување на овој празник и соработка помеѓу овие две институции, Кавадарци и Радовиш, Центар за култура од Радовиш и Дом на култура Иван Мазов Климе од Кавадарци. За почеток ја поканувам директорката Јулијана Туриманџова да ви се обрати и да каже што следува после сето ова. Денеска отвораме изложба на ликовни дела од ликовната колонија Караманов 2020 година. Изложбата на дела, која ја поставивме овде во нашата галерија, ја сочинуваат дела од овогодишната ликовна колонија 2020 година, која се реализира при Центарот за култура Ацо Караманов од Радовиш и на која зеле учество околу 20 на ликовни уметници од Република Северна Македонија. Воедно во склоп на колонијата се одржала и дводневна работилница со деца, учесници, кои исто така твореле, создавале своји дела и истите се изложени во нашата галерија оваа вечер. Воедно, сакам да потенцирам дека оваа вечер склучуваме меморандум за соработка помеѓу двете институции, Дом на култура Иван Мазов Климе, Кавадарци и Центар за култура Ацо Караманов Радовиш. Целта на меморандумот за соработка е воспоставување на меѓусебна културна соработка и поддршка при размена на културни манифестации и настани од областа на ликовно-галериската дејност, театарската, фолклорната, литературно-издавачката и слично, а сето врз основа на двете културни институции во Република Македонија. Програмите за соработка на двете културни институции, Дом на култура Иван Мазов Климе и Центар за култура Ацо Караманов Радовиш, ќе ги усвојуваат договорно преку своите соработници за различни дејности по иницијатива на едната или на другата страна. Сега ја повикувам директорката да го потпишеме овој меморандум за соработка и да продолжиме понатаму со нашата, како што реков, соработка. Ајде, директорке. Сакам да и се заблагодарам на директорката и се надевам дека ќе оправдаме нашата соработка. Јас сум Изабела Ангелова, директор на Центар за култура Ацо Караманов од Радовиш. Најнапред да се заблагодарам на директорката Јулијана за поканата и за иницијативата, наша заедничка, да склучиме меморандум за соработка помеѓу двата центри за култура, кој што се надевам дека во иднина ќе вродат плод, дека ќе можеме да разменуваме идеи, искуства, проекти.
да можеме да им доближиме на нашата јавност, како во Радовиш, така и во Кавадарци. Па здравје Божи, да работиме на проекти со кои што ќе се представиме и надвор од границите на нашата држава. Инаку, нашето пријателство, можам да кажам, се зацврсти со пријателството, односно учеството на ликовната колонија на еден ваш истакнат академски сликар, наш драг пријател на Центар за култура, тоа е Владимир Темков, кој што оваа година го запознав јас лично малце поблизу, затоа што заедно имавме прилика и да твориме на оваа ликовна колонија. Ликовната колонија Караманов, како што спомна и тој, оваа година беше со присуство од 20-тина ликовни уметници, истакнати ликовни уметници од нашата држава. Инаку во 2019 година таа доби и меѓународен карактер, бидејќи учесници беа и уметници и надвор од границите на нашата држава, а тоа е од Србија, Бугарија, Хрватска. За жал, пандемијата, која што владее во нашата држава, односно во светот, го оневозможи присуството оваа година на сите нив. Мислам дека ќе имате прилика да погледнете одлична колекција од ликовната колонија Караманов 2020. Во иднина се надевам дека покрај наше присуство тука ќе гостувате и вие со вашата колекција од вашата ликовна колонија, која што исто така е традиционална, позната како во регионот, така и во државата и надвор од неа. Да не должам многу, да не одземам време, покрај тоа што донесовме убави уметнички дела, носиме и два бисера од Радовиш, кои што се членови на нашата литературно-драмска секција, а тоа е Моника Трајанова и Стефанија Ефтимова, кои што ќе се представат со поезија, не било каква, туку поезија од наша поетеса, поточно пензиониран професор по македонски јазик и литература Павлина Кошевец. Нејзината поетска збирка е насловена Кариатида, а таа е мотивирана, односно поводот за да ја напише оваа поетска збирка е нејзината платонска љубов за еден сликар од Струмица. Со нејзина дозвола ова го зборувам. Тие за нивно време, значи биле колеги во едно основно училиште. За жал таа платонска љубов не се реализирала, меѓутоа зборовите што низината душа ги има произведено, дел од нив во стихови преточени, овие две ученички што работат под нејзино менторство, ќе имате прилика да ги слушнете. Ви благодарам на сите, благодарам директорке, благодарам на сите вас присутни. Јас, како учесник на оваа колонија, сакам пред се да се заблагодарам на директорката Изабела за прекрасната организација и прекрасните моменти, прекрасните импресии што ги понесовме со нас, учествувајќи на таа колонија. Навистина, поминавме прекрасни денови, убава дружба со нашите колеги, инаку реномирани уметници. Еве сега гледам дека и пред нашето творештво твореле и дечиња од Радовиш, чии што дела исто така ме фасцинираат, прекрасни се делата, затоа што јас исто така работам и како ликовен педагог и навистина сум воодушевен од талентот на децата од Радовиш и посакувам оваа колонија да премине. Таа е традиционална, меѓутоа да продолжи и понатаму низ годините, иако времето во кое што живееме ги оневозможува овие манифестации и дружби,
но се надевам дека ќе биде подобро во иднина и ќе продолжиме на овој начин да ја развиваме уметноста, да дадеме свој придонес во духовниот и душевниот живот на луѓето, затоа што без уметноста, како што и сами гледаме, и незината редуцираност во ова време, за жал квалитетот на животот ми се чини дека некој начин е полош, но како што реков, се надевам на подобри времења и уште еднаш честитам на организацијата и заблагодарам на сите. Велат дека навечер боите менуваат лика. Јас ги гледам. Пламени црвенила по зидовите. Во несоница се превратуваат. Бездомни од кутивче таблетки излегуваат. Зошто велат дека навечер боите во црнина завиткани спијат? Со мене вина од ноќта пијат. Обоена ме тракалаат. Кожата ми ја тетовираат. Навечер, боите во најстрашна буна. Црвено-жолти стоногалки. Шеметни танчерки околу мене. Заробена во плашлива игра на глувонем ритам во селитба. Езерото и сводот во боите се слеваат. Во новородено синило видот се лекува. Сино жолто огледало на сонцето ме вика да ги побарам боите на мојот изгубен портрет. Пред големото огледало кога немам ништо на себе. Не се срамам во очи да те гледам и раката да ти ја побарам. Зјапам и одговори барам. Воздишка го замаглува. Само сенка до гола кожа. За да ти се вратам, невино да ти се вратам, требаше некаде да отидам. Јас останав пред големото огледало. Пренокиштен она што веќе се случило. Сликање на полна месечина. Со долга наметка се обидува меѓувреме да покријам. Се остана како тогаш. Ништо не е како што беше. Неоти за прв пат пред некој друг се обидувам да се слечам. Да не допре рака до она што веќе се случило. Сликање на полна месечина. Насликај како ми отвораш врата на колиба. Песната на кавалот. Блејот и лаежот нека ме оглушат. Насликај како ми подаруваш преградка на мајка со дете. Врзана лулка сред соба. Од виметото тремот со канче млеко сириште кај што цеди. Насликај ме стеланка со ѓумови во раце пред порти. Со блејот и лаежот домакинка те чекам. Невестинска. Фустанот на мајка ми е морско синило со седевни бисери. Фустанот на мајка ми е небесен свод со звезди трепетлики. Фустанот на мајка ми е цветна ливада со утринска роса. Тој фустан. Невестинско оро води, мајчинство со плочто вроди, топлина сигурност, преградка се роди. Таков е фустанот на мајка ми, прекрасен, возвишен, благословен со љубовен занес. А огледалото на испуканиот зид секогаш ја зборува вистината. Никогаш поубава, никогаш попривлечна, никогаш поженствена, никогаш посвоја, никогаш попрепознатлива, јас во фустанот на мајка ми. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.